Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата Мој став на интернет фреквенцијата на М телевизија. Ви благодарам што сте со нас, што не следите и што ќе го проследите со внимание токму и ова издание од Мој став. Разговарам со Цветанка Бурзевска, психолог и психотерапевт. Говориме за менталното здравје, за важноста на менталното здравје, за психотерапијата, психологијата, за арт терапијата, секако и за гешталт терапијата и незините придобивки. Да не должам јас многу во најавата, велам добре дојдете за мојата гостинка. Цветанка, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Мој став на М телевизија. Како сте? Добар ден, Викторија, благодарам што ме поканивте. Баш ми е драго што сум и ваша гостинка. Навистина убави теми кои што одбравме и се надевам дека ќе ги пренесам убаво. Така, ќе одбрав темите кои што за среќа или за жал се поактуелни, не застаруваат никогаш, теми за кои што има навистина што да се говори, посебно од стручно лице кое што ќе пренесе дели од своето знаење, меѓутоа дели совети до нашите гледачи кои што се нели лајци на темата психологија. Јас кажам најата психолог, психотерапевт, гешталт терапевт, меѓутоа и споменавме и арт терапија. Повеќе или помалку знаеме што е улогата на психологот, меѓутоа арт терапијата како нешто кое што се повеќе има улога денес во подобрувањето, во развојот, растењето на менталното здравје. Ајде да почнеме од таму. Што всушност представува арт терапијата? Арт терапија е релативно понова, значи дисциплина, понова психотерапија во полето на психотерапија, сепак е форма на психотерапија кој што ги зема уметничките материјали, не само сликарството, туку спаѓаат се, значи од танцот до музиката, до глумата, буквално повеќе аспекти од уметноста и ги вметнува во еден психотерапевски процес. Што значи тоа? Пример, кога во работата со клиенти, едноставно пробуваме да ги видиме работите, односно проблемот малку од поинаков агол. Како изгледа проблемот кога тој ќе се нацрта, како изгледа кога ќе се направи перформанс на проблемот. И сето тоа го поминуваме повторно, затоа што арт терапијата не ни е важна како ќе биде крајниот резултат, туку важно ни е уште еднаш да го почувствуваме процесот, да видиме како ќе се чувствуваме, кои чувства ќе се појават, како ќе се сносиме со сите тие работи кои што ќе произлезат од тој процес и како на крај ќе дојдеме до одредено решение кој што нас не потребува. Така, всушност станува збор за повеќе уметности споедни во една терапија. Колку, кога споменавме арт терапијата и цртањето, боењето, колку боите имаат влијание врз нашето расположение? Колку различните бојни даваат различно расположение и како тоа едно стручно лице, еден психолог може да го види во преку арт терапијата во неговиот нели клиент? Едно нешто ќе кажам, дека во арт терапија нема толкување. Аха. Значи сите тие бои кои што ќе ги одбереме, тоа е одраз на нашата моментална емоционални состојба во која што се наоѓаме. Пример, кај некои светли бои кога ќе одбере да црта, кога ќе одбере светла боја, тоа значи дека се чувствува убаво. Меѓутоа кај друг, кај почнувајќи од мене, кога ќе ме видите дека цртам со црна, бела и жолта боја, значи дека сум супер. Штом ќе употребам малку појака боја, значи тогаш ми е потребно повеќе внимание да се посветам на себе си. Постои психологија на бои, тоа е сосема друга гранка по која што се водиме. Постојат нели проективни тестови каде што имаме рамка по која што треба да се водиме, кое што значи горе, лево, десно, која боја што значи, меѓутоа во арт терапијата нема такво нешто. Туку едноставно клиентот сам ги толкува тоа што ќе го направи, ќе го нацрта и сам толкува што значи таа боја за него. Прост пример можам да кажам, само кога се чувствуваме среќни, во нашиот гардеробер кој ќе го отвориме, ги гледаме малку посветлите бојни, толку темните. Пример. Кога сакаме нешто да скриеме, гледаме потемните. Така, имаше некои истражување колку еве самите ѕидови на нашата соба исто така имаат влијание врз нашето расположение, нашите чувства. Вие ми донесовте еден дневен предизвик, 21 дневен предизвик со гешталт арт терапија. Што подразбира гешталтот како терапија и гешталт арт терапија? Ајде да објасниме гешталт терапијата. Гешталт терапијата е холистички пристап на терапија, каде што се фокусира на човекот, на тој, односно на себе си, на своите потреби. Ги ставаме нашите потреби на прво место. Што значи тоа? Тоа е дека се фокусираме на сегашниот момент, сега и овде, се фокусираме на личната одговорност, она што јас
ке задоцнам, пример, 5 минути, тоа е моја одговорност, јас сум ви задоцнила, дали тоа било гужва сообраќај или пак сум била спречена некако, меѓутоа мое зашто не сум тргнала пред време, знаејќи дека ќе има гужва, за да стигнам точно на време. Гешталтот е уметност на живењето. Гешталтот се живее и е многу подлабока терапија отколку што е представена за жал денеска не само кај нас, туку и малку пошироко од кај нас. Обично кога ќе кажеш одам на гешталт, добро, гешталтисти многу има. Меѓутоа за да ја разбереш суштината на гешталтот, навистина треба да почнеш да го живееш. Гешталт значи целина. Се меша ли гешталт терапијата со оние тренери за раст, личен развој, за животни тренери? Ништо терапијата е наука. Ова зима делови од таму, меѓутоа е наука. Иако гешталтот зима повеќе делови од повеќе психотерапевски. Така, кога терапевтот проценува дека е вистинското време за гешталт терапија или можеби ви доаѓа клиентот токму со таа цел и таа намера да работите на гешталт терапијата? Или тоа е најчесто ги комбинирам. Понекогаш работам чист гешталт со неговите техники, како например техника на празна столица, техника на довршување на реченици. Меѓутоа гешталтот користи доста уметност. И кога ќе ги комбинираш артот со гешталтот, каде што велам биди свесен сега и овде за твоите моментални чувства и емоции за тој проблем низ кој што поминуваш, и пробај да го представиш тоа на лист од хартија како се навистина сега во овој момент чувствуваш, не како си се чувствувал и како ќе биде, туку едноставно гешталтот го враќаме сега. Ти како целина како се чувствуваш? Така, токму по тој повод и го создавате овој дневен предизвик. Претпоставувам ова е подготвено за да допре до вашите клиенти, да им се најде и да како дел од работата на себе си, тука ова се за секој ден посебен предизвик и еве испиши цела страна со твоите омилени инспиративни пораки. Сето ова ли спаѓа под арт терапијата? Да. Че се што може, се што е работа со рац. Да се изразам, да не ме свата значи погрешно, не е се што работиш со раца терапија, меѓутоа мора да имаш облучен терапевт кој што ќе те води низ тој процес, бидејќи и обичното плетење доаѓаат разни мисли. Колку ова помага кај клиентот? Колку ова е направено врз мое искуство. Односно вежби кои што мене ми биле потребни да поминам низ одреден период, низ одредена траума, и клиенти кои што ги имаат поминато овие вежби, така е настанат овој предизвик, овој прирачник за личен раст и развој, пошто така е заведен. И зошто толку 21 ден? За да направиш одредена промена, минимум е потребно 18 дена, максимум може да дојде до... Да, јас го имам тоа прочитано дека 21 ден е потребно за нештото да ти стане навика и да... Да, меѓутоа зависи. Има некои пак ќе кажам за 18 дена зависи каква навика е. Имам баш имаше едно истражување од Хуберман каде што вели споделување од негова клиентка, вели ми беа потребни точно 268 дена за да се створам навика секоја сабајле да станувам и да одам да трчам. Значи тоа е баш упорност, 268 дена да стануваш и да не се откажеш. Се 21 дневен предизвик најчесто најдобри резултати ми има дадено затоа што ова е сепак за личен раст и развој, да добиеш некои увиди во себе, да добиеш некои увиди одредени патерни однесувања, да пробаш да побиеш некои мисли кои што на пример најчесто се негативни патерни нели на размислување и да осознаеш нешто плюс за себе. Најчесто е поради што на пример јас постојано повторувам една иста работа. Со прирачников не мора да го завршиш за 21 ден. Имаш 3 месеци за да ги завршиш овие 21 предизвик, каде што доаѓаш до 21 и велам, окей, имаш недела дена пауза, одиме на 30 ден. Тоест 9 дена. Так. Што се случува и тогаш правиш ретроспектива. Така, ни донесовте еден психолошки планер, водиш на вашето патување кон благосостојот, претпоставувам и ова книгиче, јас така ќе го кажам, ќе им се наоѓа на вашите клиенти. Што подразбира овој планер и колку е потребно еве како поединец, како единка да си водиме токму вакви планери кои што пак тргнуваат од гешталт терапијата за себе и кон себе е ова, така? Да, овој планер всушност не е обичен планер, би го рекла малце така помагичен планер, кој што го користам и мене се што правам поаѓам од тоа што мене ми има искористено и тоа што од моите клиенти, бидејќи работам веќе 13 години со нив.
И од мојата пракса собирани знам, мислам, ги имам создадено тие двата. Ова е составено од 6 поглавја, каде што почнуваме од физичкото здравје, кон емоционалното, кон благосостојбата и на крајот доаѓаме до еден креативен дневник, сличен на овој на предизвиците, меѓутоа креативност од типот као замисли ако си 9 метри под вода, што има таму? Наоѓаш пештера и што има внатре. Тоа е многу добро за истражување, пример, на подсвесно ниво, што всушност има внатре. Од 120 страни некаде е составен и не мораш да го решаваш секој ден, не мораш да одиш да го подполнуваш, значи прво, второ, трето поглавје, туку можеш да го мешаш во согласност со твоите моментални чувства, моментални потреби и те учи како да се слушаш себе си и своите потреби. Ако мене ми е потребно одмор, не се земам одмор. Научивме ли во 21 век да си ги слушаме собствените потреби, со какви предизвици се соочува менталното здравје денес во едно брзо живење, во една ера на социјални медиуми, на интернет, кој што зема се поголем замав? За жал, се уште немаме научено како треба да ги слушаме своите потреби, бидејќи немаме време за своите потреби. Треба да се послушат потребите на работа, потребите на сопругот, на родителите, на сите околу, меѓутоа за своите потреби ги оставаме на крај. Мило ми од друга страна што полека почнува да се буди свеста дека треба да се свртиме кон себе, бидејќи сепак ние сме целина, ние сме суштества кои што се водат од своите потреби, само како растеме така ги занемаруваме. Едно дете да земам за пример. Тоа ги слуша своите потреби. Сега ми се јаде, сега ми се спие, сега ќе цртам, сега ќе правам нешто друго, доека како возрасен. Малку ќе занемаруваме нашите собствени потреби. Кои се предизвиците со кои што се соочува менталното, психичкото здравје денес во 21 век, односно прашањето конкретно е со кои се предизвици се соочуваат вашите клиенти, зашто најчесто ве консултираат како психолог, психотерапевт? Има повеќе предизвици, меѓутоа најголем замав има за жал земено анксиозноста, депресијата, нешто што буквално е болест на 21 век. Нема човек кој што не е анксиозен, нема човек кој што не се плаши. Стравот, би рекла, стравот, лутината, ако тргнеме да ги разглаваме и стравот и лутината, ќе видиме што се крие под нив. Најчесто емоционална саморегулација. И тоа доаѓа од недоволно познавање, недоволно признавање на своите чувства. Имаме доста предизвици со самото тоа што имаме многу социјални мрежи на располагање. И самото тоа што кога јас ќе погледнам дека некој на мои години има 3 куќи, 3 стана, 3 коли, не знам и така натаму, ми доаѓа она зошто не сум јас на негово место. Што ми фали мене? Автоматски тука имаш веќе други психички состојби кои што почнуваат да преовладуваат. Затоа што и тоа што ни е пласирано на социјалните мрежи, сами знаеме дека и не е толку вистина. Да, токму така, состојбата на анксиозност, состојбата, односно депресијата, нели како болест, како да преовладуваат денес? Несомнено биле присутни и порано, меѓутоа, значи ли тоа дека денес за среќа се повеќе се бара помош и се говори токму за ваквите состојби, односно дека сме освестени за важноста на менталното здравје, дека не е веќе табу тема, може би тоа да се побара помош од стручно лице, што говори искуството како психолог, вие со што се соочувате? Порано кога се одише на психолог беше људи да не разберат. Така, баш табу тема. Да, меѓутоа сега искрено почнува да се говори јавно. Дури јавно си кажуваат, бев кај мојот психолог, бев кај мојот психотерапевт, вака и вака ми каже, и тоа баш ме радува што е така. Меѓутоа кај постарата популација во помалите места се уште го имаш тоа, дека тоа е табу тема. Значи се уште е срамота да кажеш ако нешто не ти е добро, се уште е срамота да кажеш не ми е денот, не се чувствам расположено, вака и вака се чувствувам. Ајде, ништо не ги тоа седи во главата. Ете така, земи нешто да работиш. Земи нешто да работиш, да, буквално. Правиме ли дистинкција денес помеѓу психолог, психотерапевт, психијатар? Се уште не. Се уште не, меѓутоа како што еве накратко ќе кажам, за да не се мешаат, психологот е тој кој што работи со здравата страна на личноста.
Психијатарот е оној кој што дава медикаменти и работи тој со здравата, меѓутоа претежно работи со болната страна на личноста. Психотерапевтот е тој кој што работи заедно и со болната и со здравата, меѓутоа кога работи со болната страна на личноста е во согласност со психијатарот, бидејќи мора да знае какви медикаменти е, на кој начин, со каков тип на личност има и така натаму. И е малку подолготраен процес, каде што не завршува брзо, сакам да кажам за месец, 2, 3, додека советодавната е многу пократок процес. Психотерапијата бара време, вложување, година, 2, 3, 5, 10, значи зависност од човекот, зависни каков тип на личност е човекот, значи колку прифаќа, сето тоа оди постепено. Така, пожелно ли е личност која што посетува психијатар и нели зема терапија со лекови, медикаменти, пожелно ли е да се посетува и психолог, паралелно говорам, со кој што ќе разговара за тоа како се чувствува? Значи покрај лековите, покрај медикаментите да се има и свој матичен нели психолог со кој што ќе се говори за состојбата, за на еден начин полесно да се помине тој процес на лекување. Пожелно и баш ми е драго што се повеќе психијатри препорачуваат да, во тој контекст ми беше препорачуваат да се посети психолог, психотерапевт за понатаму едноставно да има личноста целовит третман, ете така да кажам, за негова добробит, да почувствува дека навистина има напредок. Медикаментите помагаат, да се разбереме, значи не за џабе се дадени. Меѓутоа, тие понекогаш остануваат, тие подобруваат моменталната состојба. Ама некој процес кој што е отворен и не е затворен, тоа се вика незавршена работа во гешталтот. Пример, нешто е недокажано, а не зборам со таа личност или таа личност не постои повеќе, па немам како да се искажам. И сето тоа, тие емоции кои што се насобрани како акумулирана тага, лутина, бес и така натаму, убаво е да поразговараш, да поработиш на нив и едноставно да излезат тие надвор. Так. Штом ти се решат тие емоции, штом ќе излезат, ќе им дадеш канал, просторче да излезат надвор, автоматски личноста доаѓа до смирување. Колку кај нас важи она подобро да се спречи отколку да се лечи, односно прашањето ми е кој е вистинското време да се посети психологот? Обично знам да кажам, тогаш кога ти е најдобро, појди на психолог. И ме прашат зошто? Добро ми е. Добро ти е, меѓутоа за да знаеш како да се справиш во оние ситуации кога ќе нема да ти биде толку добро. Најчесто одиме на психолог како кога одиме кај доктор, кога ќе ни е многу лошо. И очекуваме дека одеднаш што ќе отидеме од 45 минути до 60, во зависност нели како ни е минутажата, дека тоа ќе биде сето тоа решено. Меѓутоа не. Колку се трпеливи клиентите во процесот на психотерапијата? Многу малку сме трпеливи сите. Сите сакаме брзи решенија и значи често знаат да ми кажат добро, дај кажи ми нешто за брзина, сега се средам и тоа е тоа. Не можеш да седиш за брзина одредени емоции, значи мора да дадеш простор за да излезат тие емоции. Баш не можеш да разговараш за се нешто што било. Доаѓаме на сеанса каде што сакаме да почнеме од детството до сега, само 60 минути ти е потребно сето тоа да го раскажеш. Терапевтот не може да почне да работи со тебе за тие 60 минути, затоа што ти 60 минути спориш. Пример, навистина е потребно време и да се направи одреден план. Мада правиме план, иако секогаш кога ќе доаѓа на наредна сеанса, ги прашам со што ми дојде денеска. Што има? Како се чувствуваш? Како помина неделата? И така натаму. Ослободени ли се клиентите во тој процес на терапевт-клиент, колку му веруваат, односно колку треба да се ослободени пред самиот терапевт и колку треба да му веруваат на самиот процес и човекот што седи спроти нив? Потребна е доверба. Значи, зависи како ќе се постави терапевтот, меѓутоа ставот, потребно да стекне доверба кај клиентот. И, многу важно, не секој клиент ќе кликне со секој терапевт. Значи, потребно ни е да си го пронајдеме вистинскиот терапевт кој што ќе ни одговара? Конкретно, например, јас кога ќе работам со клиенти, доколку почувствувам, добиам некој чувство дека едноставно не сме кликнали или препознам дека создам фрустрација кај клиентот, дека не го разбирам така натаму, најчесто припраќам кај други колеги со кои што сметам дека ќе имаат подобра комуникација, бидејќи не е во ред да го малтретирам и него и себе си, затоа што тој ќе доаѓа, меѓутоа нема да постигнеме никаков напредок. Важно е терапевтите да бидат свесни за тоа и важно е да
едноставно да знаеме како понатаму и каде да поминеме. Сакам да оставиме малку младиот човек во фокусот на менталното здравје. Еднаш кажавме социјални мрежи, интернетот, што најмногу влија врз менталната состојба кај младиот човек денес покрај дигитализацијата, модерното време, можеби трката со останатите, како што споменавте и вие, споредбата со сосема непознати луѓе таму некаде на социјалните мрежи, како да се најде балансот, како да се знае што е правилното? Како да знаеме што е правилно? Не можеме да знаеме што е правилно. Меѓутоа, секојаш ќе има два избори. Во оној момент кој што чувствуваш дека тој избор е окей со тебе и ти си окей со тој избор, бовај да го направиш. Меѓутоа, никогаш нема да знаеш. Од друга страна, и да не биде добар избор, имаш многу што да добиеш, затоа што учиш од тие грешки. Постојаната трка со времето, значи постојаното тоа што едноставно бараме, си поставаме повисоки цели. Како да не сме секогаш доволно добри. Не сме доволно добри. Самодовербата има, значи многу проблем со самодовербата можеме да имаме доколку некој на работа е подобар од нас. Што не значи дека ние не можеме да бидеме подобри, ама се фокусираме на него, не се фокусираме на себе и на своите способности. Тука едноставно даваме целиот фокус. Тука гешталтот вели, ај се врати се кон себе. Што ти можеш, кои се твоите способности? Секој си има нели одредена дарба, одредени способности во кој што е подобар, во кој што е добар. Токму така. Едно истражување вели секоја втора тинејџерка на 15 годишна возраст во земјава се чувствува осамено подолг период во годината, а 13 годишни девојчиња се нервозни и тоа го изјавиле повеќе од 30% од нив. Ова се зачудувачки, можам да кажам, податоци од истражувањето. Како психолог, како ќе го прокоментираме тоа? Ова се навистина говориме за многу мала возраст, 13 и 15 години. И од помала возраст има за жал. Значи веќе почнуваат од 10-11 годишна возраст, па понатаму што многу често доаѓаат пример со самоповредување. Осаменоста знае да го направи тоа. Многу често родителите не знаат како да се справат со тоа. Која е на родителот? Колку потфрлија луѓето како родители? Па не само родителите, значи комуникацијата скоро со сите ни е на многу ниско ниво. Просто што слушам еве последен пат во разговор како ние порано сме имале дружби. Постојано имало некој дома кај нас, постојано сме биле кај некого, значи имало дружба. Во моментот тие деца ја немаат многу таа дружба. Ја имаат меѓутоа во, како да кажем, минимално. Човекот е социјално суштество и кога ти него ќе му го скратиш тоа право, да не може да се дружи, едноставно доаѓа до такви состојби на осаменост. Може да си обкружен со луѓе, пак да си осамен затоа што се чувствуваш неразбран, неприфатен, бидејќи не секој може убаво да се изрази како се чувствува. Не секој е слободен да каже како се чувствува. За жал, многу, не само девојчиња, туку и машките веќе почнуваат. Значи, почнува она, родителите упорно се трудат да им удоволат се, околу нив се, пробуваат да им помогнат, меѓутоа и самите родители не го разбираат зашто тоа така. Пак ќе ги спомнам социјалните мрежи, пак ќе го спомнам она, не сакам да ми доаѓа друго дете, затоа што за тоа дете ќе треба да бидам одговорна. Пример. Еве неколку од скопските училишта излегоа со тоа дека забранети се мобилните телефони за време на наставата, односно пред влезот во училиштата да се оставаат во посебни кутии мобилните телефони. Колку тоа се добри мерки, така ќе кажам јас? Колку мобилните телефони негативно влијат врз децата конкретно денес? Добри мерки се, меѓутоа тоа треба да продолжи по дома. Ограничено време на користење, надзор од родителот, на која апликација што е, како е, што се споделува и така натаму. Што гледа на интернет, бидејќи има навистина секакви содржини, почнувајќи од моето дете, не знам, каде што кај мене има рестрикции кога и што ќе гледа. И ако доколку фатам, бидејќи има секакви видеа. И како родител може комотно да ти промакнат тие, да ти едноставно да не ги видиш тие видеа. Ама тие мерки кои што се во школите да нема телефони и те како се, мислам дека ќе вродат во плоте. Сега ќе видиме
како Да, што тоа е еден колку ќе круг се на придржуваме до образовен тоа. процес, луѓе вклучени во образовниот процес, родителите, нели, како клучни фигури во развојот на децата и самите деца, нели. Меѓу те учителите. И наставниците се тука, значи имам приметено дека и комуникацијата наставник со родител знае малце да биде И изместена. малку е променета од нашите времења, ние кога бевме ученици. И сето тоа пак ќе кажам, едно друго време, можеби малку помодерно време, кое што за жал си има и своји последици. Сведоци сме постојано цветанка на лоши вести кои што вака или така доаѓаат и допираат до сите нас. Секојдневно, дали за среќа или за жал, се информираме од социјалните мрежи, сите сме на некој начин таму. Некако како вестите од Црната хроника, за жал да ни стана секојдневие и како да ни стана можеби и чинам дека имаше едно истражување дека најмногу читаме токму такви вести од Црна хроника. Доаѓаат различни емоции, различни информации до нас. Како сето тоа да го урамнотежиме односно како при сето тоа да го задржиме нашиот мир, да го задржиме нашето добро ментално здравје? Знаете како, негативни вести, колку многу повеќе ги има, толку повеќе привлекуваат. Колку повеќе ги отвораш, толку повеќе ти ги дава. Ке мене искрено веќе ги нема тие затоа што не ги ни отварам. Ке мене има други работи. Пошто алгоритмот на социјалните мрежи ти дава тоа што се твоите интереси. Од друга страна, кога тоа знаеш и ако знаеш да го искористиш, ќе можеш да ги селектираш тие работи. Ама како народ, па сме љубопитни, па отвараме се што ќе ни излезе. Да видиме што се случило, каде се случило и така натаму. За жал, вакви работи имало од секогаш, меѓутоа не имало толку многу големо ставање на акцент. Да тргнеме да се вратиме назад низ времето, имало. Не дека е сега посебно нешто се случува, се случува, меѓутоа поголем акцент е ставен. Да, денес сме и во една ера на кликови, на лајкови, на кој попрво ќе објави, ќе сподели токму такви информации. Што такви се читаат и тоа не можеш никога да укривиш. Наставно луѓето ги сакаат информации, тие ги споделуваат и подоцна велат, ама како јас да се тргнам од тие? Ние не можеме да останеме имуни дефинитивно, меѓутоа како да се заштитиме на некој начин? Вие кажавте да не се отвараат, да не се читаат, меѓутоа сето тоа допира до нас. Допира до нас. Ве конкретно, например, што ги советувам и клиентите, што правам и јас. Најчесто кога ќе видам таква некоја вест, знам да ја тргнам, буквално да ја избришам, да не ја и повеќе не сакам да ми се појавува, затоа што прашува дали сакаш вакви вести да се појавуваат. Не сакам. Според тоа, кога ќе видам еве на телевизија нешто, ќе го заслушам, меѓутоа сум емпатична во рете и во тој момент ќе се потсетам што се навистина јас имам. И благодарност за тоа што го имам. Да, токму на таа страна ми е отворен и планерот. Благодарност, колку денес научивме и знаеме да бидеме благодарни за она кое што го имаме. Апропо муаветот, колку се споредуваме со таму некој непознат човек на Инстаграм. Што не знаеме колку воопшто, дали воопшто има, затоа што јас можам да застанам до било која јака кола, еве, например, овде, и да се сликам, но тоа не значи дека таа е моја. И не значи дека се е така како што таму е представено, нели? Колку таму се семејствата хармонични, среќни, меѓутоа што се случува за затворени врати не знаеме. Не можеме ниту да осудуваме, ниту па да се огледуваме на таму некои совршени животи. Колку знаеме да го цениме оно што го имаме и сме благодарни денес. Благодарноста некако како да потфрливме како да ја омаловаживме благодарноста како емоција, како Да, најчесто не за џабе рекле старите, човечко толку е ненаситно. Кога имаш нешто, забораваш тоа што го имаш и наставно идеш кон повеќе. Меѓутоа да застанеш за момент, додека некој не те потсети да рече што навистина имаш ти. И обично тоа знам и да прашам. Ајде кажи ми што имаш. Дали сте добри сите дома? Да. Дали имаш кров над глава? Имам. Дали имаш што да јадеш? Дали си облечен? Да. Дали можеш да си дозволиш да отидеш на еден одмор, два одмор? Можам. Океј. Што ти недостасува? Знаете како, ова модерното време како да ни наметна некои краткотрајни задоволства од материјалното. Да, и не сме задоволни никогаш, значи милиони да имаш. Ќе го купиме тоа, па ќе помине тоа чувство на задоволство и на среќа, па трчаме по друго. Колку мирот е скапа работа денес? Скапа е. За жал дека порано било полесно да имаш мир.
ќе излезам, ќе прошетам, ќе седнам, ќе Некако поедноставни биле работите. И кога последен пат отиде во парк и да речеш, видиш тука пее ова пиле. И да не сликнеш ништо со мобилниот телефон. Види ја дрвеничката како собира. Види какви се, значи кога последен пат, значи заклучно ја излегувам со деца, излегуваш и обично кога ќе излегувам, телефонот и сите тие гледам да ми се настрана затоа што сакам и јас да уживам во таа природа. Кога последен пат отидовме во природа да седнеме и без телефон да сликаме, без да објавам ваму, без да објавам таму. Ја подценивме природата и тоа дека се доаѓа и завршува токму со природата, токму со растителниот, животинскиот свет и заборавивме некако да се свртиме околу себе. Како што кажавте и вие, да слушнеме и песната на пилињата и она кое што ќе не смирува. Имате многу настани позади себе, во годината која што измина, ја завршивте со настани, ја почнавте оваа година, имаше еден убав настан кој што се случуваше сега скоро со Кариера Чино. Колку се предизвики, колку се потребни ваквите настани кои што ги организирате вие нели како психолог, како стручно лице и колку се заинтересирани другите да се вклучат во организацијата на истите? Последниот настан со Кариера МК навистина беше убав. Беше посветен на стресот на работното место, на стратегии за поуспешни и посредни тимови, затоа што навистина се справуваме, нели се бориме со да бидеме добри, задоволни на работа. Имаме потреба од такви споделувања, затоа што многу често знаеме работата не доведе до бърнаут, затоа што знаеме премногу да се дадеме, не знаеме да застанеме, едноставно тој бърнаут, тие симптоми, тој психички притисок знае да не се одрази физички. Многу често ќе кажеме на боли глава, чувствувам замор, дури имам луѓе кои што припаѓаат, проблем со притисокот и така натаму. Убаво е да се зборува гласно, меѓутоа убаво е и преку вежби да го видиме како што, нели, арт-терапијата, да видиме малку поинаков агол како ние можеме се до тоа да се справиме со тие предизвици кои што се пред нас. Така, еве го споменавме бърнаут и стресот и на работното место и натрупаноста со работа и она кое што не знаеме да си застанеме самите себе, да си дадеме одмор. Што ќе ги посоветуваме нашите гледачи при заокружувањето на ова интервју? Еве и за на работното место, меѓутоа и за дома денес. Еве јас нема да звучам феминистички, меѓутоа од жената некако ние жените како сами да си ставивме малку поголем товар, па си земавме малку повеќе уврски на себе во ова ново време. Што ќе ги посоветуваме, еве, конкретно нашите гледачи, како да си дадеме одмор и да си ставиме баланс во работите и во врските? Приоритети. Листа на приоритети, колку навистина е важно и потребно сега во овој момент да се заврши тоа. И дали освен јас може некој друг да го заврши тоа? Затоа што колку можам јас да ги чувам децата, толку може сопругот да ги чува. Не значи дека мора постојано јас да ги чувам. Колку јас знам да измијам садове, толку знае сопругот да ги измие. Така. Не дека звучиме феминистички, меѓутоа колку можам јас да сработам работата на работа, толку може и колечката да ја сработи. Така. Свесност за тоа кои се нашите можности, свесност до каде одиме и со тоа всушност ќе го заштитиме своето и психичко и физичко здравје. Убаво кажавте. Цветанке, ви благодарам за тоа што одвоивте дел од вашето време. Ви благодарам што проговоривме токму за овие теми кои што се неисцрпни, за кои што постојано и се надоградувате нели како стручно лице, меѓутоа и за кои што постојано има што да се каже и да се говори. Посакувам да допре овој разговор онаму каде што ќе биде најпотребен и секако да го погледнат што поголем број на луѓе, меѓутоа и да се подигне уште повеќе свеста за важноста на менталното здравје денес токму во 21 век, кога што навистина живееме во едно брзо, модерно време, во ера на социјални мрежи, да си го најдеме сите балансот и секако мирот кој што на сите ни е потребен. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Разговарам со Цветанка Бурзевска, психолог, психотерапевт и гешталт терапевт. Се надевам дека со овој разговор успеавме да доближиме малку повеќе за важноста на менталното здравје денес до сите вам. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега во истото време.